Добро вечер, Вести Плюс, исто како минатата година, по централните вести во 18 часот, формат на 20-минутно брзо интервју. Вечерва, на моје задоволство, прв гостин Илија Димовски, поранешен пратеник. Добро вечер. Благодарам за поканата. Добро вечер. Ќе почнеме тоа што е најактуелно, тоа е тоа што им се случува на гостиварчини, масовно труење, најверојатно поради водоводот, се испила вода за која што институциите и локалните власти по некакви правила им гарантираат дека треба да биде исправна. Кажете ми, според вас, кој во ваков случај треба да поднесе правна одговорност, а кој морална одговорност? Видете, доколку може вака да се премалку информации имаме до овој момент не ги знаеме точните причинители, иако сите ги видовме сликите и така натака. Добро е што денеска институциите ефикасно действуваа. Имаше приведување од полицијата, јавното обвинителство веројатно ќе мора многу побрзо вакви операции да ги спроведува, вакви акции каде што има енормна состојба и ќе треба истрагата да каже кој е што чија надлежност. Јас имам свое искуство во локалната самоуправа, назначувањето на директорката го прави градоначалникот, извештаите ги разгледува советот, така да треба и во тие рамки да се видат состојбите, кој е тој паметен што му текнало да ги бапне цевките во вода која што е неупотребена и така неупотреблива. Неверојатен случај да се чудиме дали се. Не знам вашето искуство како јас немам ако е точно тоа дека се ставени цевки во водоводната мрежа с големи притисок од вода што не е исправна, тоа е. Видете, јас сум пораснал во град Велес кој што до 2008-2009 година немаше чиста вода за пиење и немаше редовно водоснабдување, заради тоа што водоснабдувањето беше многу ограничено до изградбата на хидросистемот Лисич, односно на браната на езерото Лисич. Ама тоа сите го знаевме пред време, знаевме во летни месеци никогаш не се употребуваше за пиење или за готвење водата од чешмите. Вода се употребуваше од многу бунари кои што беа во Велес или во околината на Велес, кои што Институтот за јавно здравје редовно ги проверуваше. Значи луѓето знаевме каква е состојбата. Сега луѓето пијат мислејќи дека и жално е во Гостивар да се случи град кој што е опкружен со вода од сите страни. Исто жално и во Тетово што немаат до ден денеска сериозен водовод како што треба да има. Така да се надевам дека ова ќе биде алармно да се решат и такви состојби, ама и да се понесе одговорност. Не може 3100 луѓе, според последните информации кои што беа објавени, 3100 луѓе се со загрозено здравје. Самто не се тројца, не се 31, не се 310. Па со оглед на тоа колку кафе Гостивара видовме колку кафе на последните локални избори, веројатно најмалце 10% од населението е зафатено. Практично секој 10. А има и дечиња од 1-2 години, како што кажа министерот, има и возрастни луѓе од 80 години чие што здравје е покревко, поранливо, не дај Боже од тука да се развијат други процеси, да има дури не дај Боже смртни последици заради ова. Мислам дека тука државата мора да се действува брзо и да се нема партии, политика, апсолутно треба да остане во тие 3100 луѓе. Има и православни, и муслимани, и има и албанци, и турци, и македонци, и роми, и стари, и млади, и верници, и неверници. Апсолутно тука треба да се растеретиме од тие поделби. А бидејќи барем дел во реакциите од јавноста што е нешто поразително за целата држава, велат ова е можно само во Македонија. Сега малце тоа ќе го преформулирам, дали според вас ова што се случува, а и други не слични, туку масовни несреќи, собраќајки, едно друго, не се случуваат понекогаш поради постојањето на тој еден антисистем кој 30 години функционира во државата. Да, видете, ние дојдовме во ситуација секој да може да добие диплома, секој да исполнува услови, да немаме во минативе 20 години контрола на тие процеси, квалитетот, меритократијата на документ. И вие и јас познаваме луѓе кои што на документ се далеку пообразовани, од нас знаеме какви им се капацитетите, дека усредно, знаете, има луѓе во средно кои што едва и поминувале со двојки, со тројки, па добиле дипломи, добиле магистратури, добиле докторати, и тоа е масовно, не е еден случај, можеби многу и ќе се најдат прозвани сега и навредени заради дискусијата, но државата мора да најде начин
околу битни функции, да има некакви дополнителни критериуми, дополнителни едноставно некако ги изгубивме критериумите во овие 20 години. И тука не обвинувам ниту една власт, нити претходните, нити сегашните, нити пак сегашните. Така и јас сум бил дел од сум бил пратеник, сум гласал многу закони кои што веројатно и штетно влијаеле на делот овие процеси, ама мораме да се соочиме со реалноста дека тие компромиси кои мала држава сме. Се знаеме меѓу нас. Многу често правиме компромиси во намера да бидеме добри едни спрема други. Се знаеме дека некој на ваков или таков начин дошол до високо образование, му даваме шанса да биде директор на комунално предпријатие во градот X, не е само гостивар, така. И велиме ајде во ред, знаете, па е комунално предпријатие, ама тоа комунално предпријатие треба да се обере ѓубре, треба да одржува гробишта на пристојно ниво, треба да обезбеди вода за пиење која што ќе биде здравствено испитана, контролирана и така натака. Во многу од градовите имаме системи на хлорификација каде што нели е малце и покомплициран целиот тој процес, мора внимателно да се спроведува базенти кај што се чува вода и така натака и така натака. И сме некако толерантни спрема подпросечноста или неквалитетот и тоа сите и по последните 20 години сите. А го перцепираме како нормално нешто. Го перцепираме, не, дури го перцепираме како ајде сме му дале шанса, некого сме со добра намера. Не верувам дека некој со лоша намера го правил. Тука секако има ефекти, партизацијата која што е се присутна. Така било, така е, ќе мораме во следните 5, 10, 15 години, тоа не е процес што може да се реши за 1-2 години, но ќе мораме да бараме сепак сме, знаете, иако е за нашите животи овие 30 години се премногу, и сите имаме право да се лутиме на државата, на системот и така натака, но за развој на институции, за развој на држава, тоа е премалку, знаете. Во историски контекст. Така, кратка институционална меморија имаме. Една Грција повеќе од 200 години, на Бугарија повеќе од 150 години. Меѓутоа ќе се согласиме дека ние го имаме целото искуство или можеме да го имаме целото искуство тие системи што го направиле, дека едноставно имаме услови малце побрзо да се движиме него што се движиме сега. И така е, ама знаете сега, тоа е исто као прираст на мало дете. Мора да се разболи од одреден број на вируси за да ги прележи или знаете како е. Додека мало дете не фане рингла, колку пати сакате кажете му не ја фаќа ринглата, додека еднаш не се изгори, ќе ја фаќа рингла, така и се не сакам да оправдувам, не сакам сето тоа, но ќе мораме да се соочиме со овие, дека имаме проблем со тоа, дека имаме на одредени позиции луѓе на локално ниво, не е битно, пак зборам континуирано овие од кога сме независна држава, сето тоа ќе мора да се препроверува, да се верифицира, ќе морат веројатно голем дел од високообразовните институции да се малце исконтролираат повеќе, да видиме кој се добива можност да управува со државни или локални системи и така. Ми се допаѓа вака малце филозофски што влеговме во темата. Главното филозофско прашање е зошто? Следно е тоа моје прашање. Зошто кога гледаме дека општеството може би срамежливо се појавуваат некои николци кои што барат промена, кои што барат почитување на некој нешто што вие 30 години сме го изгубеле, има тенденција тоа да се уништи, да се скомпрометира, да се задуши, да се замолчи и така натаму. Дали е тоа имунолошки одговор на антисистемот за кој што зборуваме? Знаете, системот е последица на луѓето. Системот, значи луѓето не се последица на системот. И треба да бидеме свесни дека многу луѓе или многу од нас, еве да не се издвојувам, и вас ќе ставам и сите тука, понекогаш се раскомотуваме внатре во системот, заради тоа што началникот на полиција во нашето место ни е пријател, заради тоа што директорот на комуналното предпријатие ни е школски, или заради тоа што го знаеме градоначалникот, сме излегуеле на исти места. Пак реков, премала држава, и се раскомотуваме, не сакаме да си ги нарушиме можностите, дека утре при одредена ситуација ќе можеме да кренеме телефон, да замолиме некоја услуга, негде преку ред да влеземе побрзо да завршиме работа, негде да ни се прегледа, така негде да ни се прогледа низ прсти за одредена состојба, и на целиот тој начин покрај оваа крупна корупција која што ја гледаме исто на нас за 20 на години, на тој начин ние самите влијаеме така, со секое прекршување на правилата, пребрзување на редот и така натака, и ние сами влијаеме. Сега, не сме многу различни. Сега видите, и Италија, и Шпанија, и Португалија, и Грција,
за Бугарија, за Романија да не правиме муабет, се држави кои што имаат сличен ментален склоп како нас. Не сме ние сега најлошите и не сакам да создаваме таков притисок, заради тоа што и овие држави кои што се по 20-30 години во Европската унија слично функционираат. Јас имам многу пријатели во Грција, имам многу пријатели во Бугарија, многу слично функционира. И за Бугарија ќе речеме така е. Но и Грција така функционира, но пак базични работи се воведени во ред. Менталитет е тој практично. Така е. Но велам пак ќе мора да се доведеме во ситуација никој да не се лути ако критикуваме за ѓубре, за нечистотија, за не знам функционалност, нефункционалност. Сега има градови кај што не знам гробиштата се перфектно уредени, има некаква должна почит спрема луѓето, има градови кај што тоа не функционира. Во некои од градовите јавните претпријатија управуваат со гробиштата. Во некои градови неверојатно чудно приватни фирми управуваат со гробиштата. Се ние сме имале храброст да приватизираме гробишта, немаме храброст да приватизираме јавен превоз. Малце сето тоа е така. Малце измешан. Разбирам. За политика малце сакам да меѓутоа ова е мислам дека врвна политика сега што зборувавме е да речеме повеќе од приземна, не знам дали е тоа правилниот збор, а не е битно. Не е приземна, секојдневна политика, е директно влијае на луѓето. Збор. Имаме реконструкција на влада. Многу е природно понекогаш нели тимот да се менува, министрите да покажуваат како може да перформираат, има и други околности, се е тоа во ред. Имаме нов министер за култура и првите реакции кои што беа во јавноста е дека само што седна на своето место, и тоа е објективна реалност, сите гледаме, прво што се направи е дека под грбот на првен Министерство за култура се напиша на албански јазик, потоа цртичка по македонски, барем тоа што се појавува на социјалните мрежи, беше поставено албанско знаме и се јави револт. Моето прашање ќе го сврзам со тоа за што го зборувавме за Гостивар, зошто кај дел од политичарите од условно кажано албанскиот блок се уште постои тој инстинкт кој ќе дојдат на државна функција, па макар и на министер, прво да може да јазикот да го направат, албанското знаме да го стават, а не да се согледат малце други работи. Видете, Зошто уште тоа постои? Знаете, јас сум зборувал со многу македонци кои што се малцинство во соседните држави. И чувството на бидување малцинство е веројатно различно. Јас тоа се обидува на најкрајно објективен начин да го разберам кај нашиве македонци во соседните држави и да го аплицирам и тука. И до некаде може да се разбере потребата да се докажеш, потребата еве јас сега нели голем македонец сум, голем албанец сум и така натака. И ако тоа е во рамки на ненарушување на чувствата на другите, и ако тоа е во рамки на еве некаков степен на разбирање, можам да го прифатам, да го издегустирам, да кажам окей, ајде, сум имал јас такви ситуации многу во собрание, сум разговарал многу пати со мои колеги албанци, ми сметало тоа што апсолутно во секоја тема што и да е се ставал етничкиот предзнак наместо да ги видиме сите овие состојби, пак да се вратиме па на Гостивар, кој ќе направи сега генетска проценка колку албанци, колку македонци се затруени, мислам катастрофата е заедничка. Заедничка, така. Така да, веројатно господинот е нов министер, понов политички субјект, може би имал потреба така малце да направи видливо. Се надевам дека нема да му се повторуваат такви непотребни, иако да кажам, без да навлегувам во детали, и ние македонци знаеме некогаш да направиме непотребни ситуации околу таа тема. Во секој случај не е добро, заради тоа што употребата на знамињата е регулирана со закон. Таа употреба на знаме, во случајот албанско, кој и да е, беше надвор од законот. Употребата на јазиците исто така е регулирана со закони. 1, 2, 3, 5 закони. И таа употреба на јазикот не е забранета, употребата на албанскиот јазик, напротив, дозволена и ние имаме највисок европски регулирана, но е на различен начин од тоа што било употребата. Не знам, употребата на знамињата на етничките заедници пред општините, институциите, сето тоа е регулирано. Постои на закон, но ете, како и за се друго, бидувајќи мала држава, сакаме да бидеме компромисни, очигледно. Бидејќи министерот е политичка фигура, тој точно знае дека ако истегне знаме, ако не биде според димензиите колку што треба, дека тогаш се крши законот. Не мора да значи дека сите знаат. Сигурно знаат дека треба помало да биде. Значи за првиот работен ден го крши законот за употреба на знамињата, некако што треба да го контролира процесот. Далеку од тоа дека сакам да оправдам, напротив, ми смета и многу пати сум реагирал и така натака, но пак ќе кажам,
кога ќе биде по 100 години од денеска или по 70 години од денеска, веројатно да се дојде на функција министер, ќе треба да се има претходно бар 20 годишно политичко искуство. Јас многу слободно можам да ја кажам критиката за тоа дека често неискусни луѓе влегуваат на највисоки позиции во политиката, бидејќи јас сум влегол така и ова е и само критика. На 25 години сум станал пратеник, сега од денешна дистанца јас имам огромно искуство, многу контакти и така натака, но не било адекватно тогаш за мене. Така да мислам дека и тоа е еден од системските проблеми, заради тоа што во историјата на назад и во овие 30 години луѓето кои што имале поголемо политичко искуство зад себе, а добиле министерска позиција, одговорност, подобро се снаоѓале заради тоа што го знаеле системот како функционира. Биле во собрание, биле во локална самоуправа, менаџирале со јавни политики, менаџирале со јавни ресурси и полесно знаат да се снајдат во системот. Такви министри има и во оваа влада, и во претходната, и во претходната. Така да пак ќе кажам, ќе ни треба веројатно време да ги видиме тие грешки. Јасно. По 5 години, по 10 години да се надминат. Како човек кој што на 25 години влегол во политиката активно со функција, од искуството кое што имате, како гледате во случувањата во СДСМ и таа платформа која што очигледно бара промени во партијата, колку се реални според информациите секако вие што имате нивните шанси да направат да издействуваат промена во партијата и генерално што значи тоа за политичкиот амбиент во Македонија кога опозицијата наместо коректор на власта, меѓу другото троши енергија и за своја внатрешна борба. Видете, на СДСМ му се случува како некоја карма, тоа што таа во 90-тите години му го правеше на ВМРО. И јас и вие сме биле тогаш многу мали, но памтиме дека, нели, оние расцепувања 1, 2, 3, 5, 6 ВМРО, на едни избори имаше 6-7 ВМРО на избирачкото ливче. Сега кога ќе ги видите народна, вистинска, така е, македонска, не знам и така натака. И сега, кога ќе видите последните 10 години, стварно во СДСМ се случуваат исто такви тектонски промени. Јас тоа не го гледам само низ призмата на оваа платформа, туку од моментот на создавање на НСДП, па создавање на ЗНАМ. Значи, очигледно дека таа партија не испорачува политики нити во рамки на своето гласачко тело или во рамки на своето членство. Значи, не успеваат да задржат некаков и во ВМРО да помане, не мислите дека секогаш сме се разбирале или секогаш сме се согласувале, но ќе мора да најдат начин. Зошто? Заради тоа што за да функционира добро парламентарниот систем мора да има и силна опозиција. Во ситуацијава ние немаме силна опозиција, колку и тоа да се лажеме. Нити па левица успева да го пополни тој простор заради X своји причини, нити па СДСМ успева да биде квалитетна опозиција. Јас не сакам нити некого да фалам, нити некого да напаѓам во овој контекст, заради тоа што може погрешно да се свати или да се злоупотреби. Многу од луѓето кои што се и во таа платформа, и се во ЗНАМ, или во НСДП, или се во СДСМ, се уште ми биле колеги во собрание, сум минал денови, месеци, години заедно со нив. Што е битно? Битно е побрзо да најдат начин да има функционална опозиција, заради тоа што никој нема да ги чека, евентуално некој ќе го пополни тој тоа место. Имам уште неколку минути, имам уште две прашања, ќе ве замолам за побрзи одговори. Председателката од ова студио имаш изјава која што кажа дека под чадорот или под радарот има комуникација со Бугарија во обид да се најде некакво решение. Според вашите информации што точно се случува и каде во која насока би одело тоа барање на решение, секако доколку имате информации? Немам информации, Александар, но знаете вие дека многу пати јас сум бил еден од луѓето кои што и похрабро барале да има комуникација, да се бара решение и пак не само заради Европската унија, заради тоа што треба да најдеме решение. Овие фрустрации и нервози кои што ние ги имаме спрема Бугарија и Бугарија ги има спрема нас не се добри. Не се добри ни на среден ни на долг рок. За да имаме успешна македонска приказна воиднина, ние мора да имаме балансирани односи со сите сега веќе пет соседи и тоа треба да биде некакво правило, заради тоа што очигледно следните 50 на години ќе бидат понепредвидливи од минатите 50 години. Да. Едно прашање на констатација, знам дека ви интересираат овие теми, еве да биде на ексклузивна вест, можеби и за гледачите, дека од утре почнува конечно после децении запуштено да се реконструира Македониумот во Крушево. Прва фаза работници ќе направат оние рамки на прозорите, барем водата
не протекува нешто што секако е за пофалба според информациите кои што ги добив од музеот од Прилеп. Ми се јави господјата директор да ме информира за овие работи, ќе се оди со целосна реконструкција на Македониумот, што е само по себе одлична вест за сите нас. Колку според вас во ваков ниво на општествен развој на Македонија, јавниот притисок би бил корисен да биде соведен катализатор на овој и слични такви процеси? Во вашето прашање и одговорот. Јавниот притисок доведе до ситуација да имаме поефикасно зачувување на еден од најзначајните македонски символи во оваа држава, спомени кои што треба да одбележува темелот на создавање на македонската држава. Од тој аспект и вие тоа добро го правите, и другите новинари. Да зборувам за целата јавност, да не испадне дека за целата јавност апсолутно не треба да се доведуваме во ситуација кога критиката би била проблематична. Знаете, се намали просторот, овие странски финансирања на невладини организации, на медиуми драстично се намали и се намали и бројот на активни новинари, активни медиуми и така натака. И тоа не треба да ни создава лажна слика за комотност дека работите функционираат добро, ако никој не каже дека не функционираат добро. Добро е за општеството да има таков, секако да не е тоа тенденциозно, да не е наметливо заради некои туги интереси, да не е злоупотребено од други политички центри или надворешни центри, кога сето тоа се гледа дека е искрено од страна на граѓаните, е апсолутно позитивно и начинот на кој што ви одговорила господјата која што не ја познавам е правиот начин. Да, тоа е, имаме проблем, го видовме, го решаваме. Ви благодарам многу за ова прво издание на Вести Плюс. Благодарам ја. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.